Здраво, риби! Добре дојдовте во новото видео. Ова видео е за вас и пораките што ќе ги чуете ќе се однесуваат на месец мај. Значи, нешто од сето ова ќе ви зазвучи дека е за вас и прифатете, најдете нешто во тоа што ќе ве води. Во нешто воопшто нема да се пронајдете и тоа не е за вас, оставете. И да преминеме на главното, тоа се пораките. Оно што доаѓа во месец мај е нешто што ве прати веќе некое време, вас ве пратат убави работи веќе некое време. Некако успешни сте во многу работи. Чувствувате дека имате среќа, чувствувате дека животот некако ви станал наклонет. Убави моменти ве пратат постојано. Дури речиси не постои нешто што ве загрижува. И да постои нешто, тоа се ситни мали работи. Тоа си останува и понатаму во месец мај, не се менува. Единствено што се менува е тоа што вие сте сега пред некој нов предизвик. Овој нов предизвик може би е поврзан со некаков нов испит. Вие сте пред некој испит. И мислам дека во испитот или било каков ти да е овој предизвик, сега што ви предстои, е последен од низата во која досега сте биле. Не знам што значи ова, вие тоа подобро го знаете од мене, јас сум тука само да ја пренесам пораката. И мислам дека овој е последен од низата. Вие премногу се надевате на добар исход, меѓутоа не е тоа само надеж и неактивност, вие и работите на случајот, вие работите на сето тоа. Се трудите да успеете. Се овде малку се дели енергијата за еден дел од вас, рибите. Се работи за нешто, да, и вие сте пред некаков предизвик и сега вие ќе се послужите со некакви не толку честни методи. Мислам дека некој друг ќе биде поврзан во сето ова и тој другиот ќе дознае за тие нечестни методи. Вие само сте сакале да успеете, вие само сте сакале да донесете успех, дали на децата, дали на партнерот, дали во работата, дали во било што, во кариерата, вие само сте сакале успех, вие не сте сакале ништо лошо, меѓутоа методите баш и не биле така честни. И сега некој ќе разбере за тоа, тој некој нема да ви наштети вас, да речеме, вие па да се загрижите сега нешто професионално или не, за тоа не станува збор, меѓутоа ќе му го повредите чувствата на некој. Тој некој воопшто не го очекуваше ова од вас. Може би за некој не се случува сега, се случува нешто во многу одамна, каде што вие сте искористиле, се послужиле со некакви нечестни методи за да добиете нешто и сега тоа ќе излезе на виделина. И некој не е среќен и задоволен од вашите постапки. Се чувствува повредено. Многу повредено. Вие намерата не ви беше лоша, меѓутоа средствата не ја оправдуваат целта. Ете така ќе го кажем ова за личноста на која се однесува. Еден дел од вас, друг дел од вас, кој сте исто така пред предизвик, вие сакате сега да разберете што противниците или што другите во приказнава, што другите во сето тоа сакаат да направат. Вие сакате да го опипате малку пулсот на другите, на нивните, сакате да дознаете со што ќе се послужат, какви методи тие ќе користат. Вас сега тоа малку ве копка и може би и тука ќе се послужите со нешто, ќе сакате да откриете на некој не толку чесен начин. Ништо ова не се страшни големи фатални работи, меѓутоа
За чувствителните луѓе ова повредува. Затоа внимавајте во тие што ви се блиски, што ви значат. Внимавајте многу на нивните чувства. Внимавајте, ако веќе се случило нешто во минатото, не игра улога и денес, бдете се да не бидат другите повредени во тоа. Друго што гледам овде е дека за сите ова важи, што и да ви е на ум, може би испит, може би некаква битка која треба да извојувате последна, таа ќе заврши со успех, ваш успех. Еден дел од вас ќе бидете задоволни, друг дел од вас не, затоа што ви кажав, некој нема да се радува толку многу на успехот заради вашите постапки. Сега сите вие, значи, ќе доживеете успех во сето тоа, честитки доаѓаат од сите страни, награди, за некој го гледам и награда, како медал нешто, може би и таков некој надпревара, не знам. Но доаѓаат честитки од сите страни. И сега ќе се забавувате, многу ќе се забавувате во месец мај, но постои можност за некој од вас оно што ќе го добиете, да не знаете што да правите со тоа. Не знам, ова како ќе си го интерпретирате во вашиот случај, во вашиот живот, меѓутоа тоа го гледам. Значи, тоа што доаѓа и што ќе го освоите и ќе го добиете, сега вие не знаете што ќе правите со тоа, или па едноставно не знаете дали можете сами да уживате во ова, зашто некои од вас и ќе бидете принудени сами да уживате во тоа. Јас верувам дека имате вие храброста и силата да се изборите со се, ќе се изборите со ова, на крај на криштата ништо не е ова толку страшно да се загрижите, меѓутоа во секој случај, значи победа, успех, ќе застанете на врвот на нештото, во тој циклус во кој се наоѓате, каде што постојано нижите победи, вие повторно сте на врвот, вие негувате постојано некој проект кој овој пат ќе вроди со плод. И во месец мај треба да знаете дека во домот, семејството и со најблиските се е совршено добро. Тука ќе царува мир, хармонија, среќа, радост, значи секој со секого ќе биде во совршени односи. Секој со секого, колку и да сте во семејството, во фамилијата. Значи, одличен период, повторно, како и многу често во последно време за вас. И сега, за крај, она што го правиме, знаете, си замислувате желба, јас ви одговарам, може би прашање, си имате може би прашање, јас ќе ви одговорам со да и не. И да видиме што е одговорот за рибите. Прекрасно, да. Одговорот е да, значи, ништо повеќе од да. Прекрасно. И уште нешто, драги мои, ова е сега, затоа што чувствувам некој може би ќе сака и некоја кратка порака, љубовна е оваа порака и се однесува на делото с емоциите, нели? Ова не се љубовни видеа, љубовните видеа допрва ќе се, меѓутоа и во ова видео да не се оставиме без една кратка љубовна порака. Пораката за вас, рибите, е следна. Време. Вие се трудите премногу. Дадете си себе си време. И на себе си, и на се останато време. Значи, ете и во ова може да најдеме што вие премногу се трудите. Премногу се трудите да направите нешто за некого, очигледно. И пораката за вас е дадете си време. Опуштете се малку. Значи, опуштете се. Се ќе си дојде на свое место.
Па, драги мои риби, се надевам уживавте. Бидете тука за љубовните видеа допрва кои ќе следат за месец мај и се до тогаш. Чао, чао!